Промените на демографската структура директно придонесуваат за намалување на бројот на живи суштества кои им веруваат на политичарите. Дури и тие што се грижат, најавуваат дека во сите сфери се случува екзодус на кои тие лично му кумуваат, разочарани дека никој повеќе не ги шише. Изодам стари овци, јагниња нема да оставам за приплод и више се преполуваат. За 3 години овчарство ќе нема во Македонија. Штом за 3 години ќе нема веќе ниту што да се стрижи, тогаш оние што се подготвуваат за власт, не сакајќи да губат време, почнуваат да се пресметуваат со оние кои се уште ги држи здравиот разум, обвинувајќи ги дека биле нечувствителни, само затоа што ни шега ја погодиле представата за нивната непогрешливост и им го нагризале грандиозното его. Мене ми се случи еден пех. Го објавуваа по сите портали. Се смеја. Јас ги разбирам. Тие луѓе не знаат што е емоција. Не знаат што е сентимент. Недостигот на сентимент ќе мора уште еднаш да биде во фокусот на следниот говор, бидејќи неподготвениот говорник секогаш треба да биде подготвен да се соочува со своите недостатоци, особено кога без нималку сенс за хумор ќе се обиде недуховито да го оддува тоа што кружи како смешка за речникот на неговиот политички опонент. А потоа ќе ги оддува како киша око Крагуевца, што би рекол овој закукукулен, мумумулен политичар. Контекстот е малку подзаборавен, но вреди да се подсети кои се тие што ведрат и облачат на сцената и на што се реферираат, особено кога само со поетска реторика се обидуваат да стекнат политичка надмоќ. Мора да имате ставови, господин Мицковски. Не може цело време кружите како киша околу Крагуевец. Ја не сум како киша околу Крагуевец, него сум како надојден вардар. Токму затоа, препорачливо за сите оние што оправдување за своите грешки наоѓаат во оние кои ги акцентираат, а не во себе. Посебно ако се занимаваат со јавна дејност, е да не летаат ако не поседуваат карактеристики кои толку специјално ги двојат од обичниот свет. Кои се они, што се они? Да не се некој од царената крава? И на крајот, за оние кои цел еден век се постојано околу неа. Рамбо Амадеус го има разрешеното прашање. Го знаете тој пејачот. Тој вели, дигнете го стандардот од 400 на 500 евра и нема да имаш нити корупција, нити проблеми во тоа. Ненамерно или не, почесниот конзул од земјата на Мило го злоупотреби тамошниот интергалактички мега цар за да најде оправдување за овоземските политички криминалци. Оти според него, со високиот стандард се победува национализмот, а не корупцијата.